Добар ден, криптоентузијасти, иако малку болен се уште, но едукацијата мора да продолжи. Така и денес, специјалното неделно видео, кое што го ветивме, тоа е целосна имплементација на ISO 20022 стандардот. Во ноември 2025 година правиме апдейт за се што се случува околу овој стандард и нормално неговото поврзување со криптосекторот. Односно денеска, дефинитивно ќе докажеме директно со податоци од самиот ISO 20022 стандард како нивна веб страна, дека криптосекторот е дефинитивно поврзан и дека ќе има голем бенефит од овој стандард. Но чекор по чекор, само на кратко прво, од ова специјално неделно видео, кое што завршува програмата за оваа недела, продолжуваме од текот на следната недела, каде што веќе имаме распоред направено. Во вторник имаме утрински лайвстрим, ќе направиме техничка анализа на пазарите, да видиме што се случува во однос на традиционалните и криптопазарите. Во среда очекувајте лайвстрим во вечерните часови, каде што имаме многу битни теми. Првата е, како и да речем најбитна моментално во однос на геополитика, моменталните случувања помеѓу Украина и Русија, каде што ќе ставиме посебен акцент на моменталните руски замрзнати резерви. Имаме големи поместувања околу оваа тематика и мораме да разјасниме некои битни работи, затоа што ова ќе има дефинитивно последици по целиот економски сектор, зборувам во целиот свет на глобално ниво. Иако тоа се уште не се свесни во Европа, но еве ние ќе го раздробиме и ќе покажеме дека дефинитивно ќе има големи ефекти врз довербата на гејропскиот економски сектор и инвестирањето во истиот. Потоа ќе се префрлиме на Венецуела, каде што ќе разговараме за моменталната потенцијална војна, иако не е почната. Се повеќе и повеќе слушаме официјални изјави од официјални лица на Вашингтон дека само прашање на време кога ќе почне. Значи, како што гледаме, се повеќе и повеќе изгледа дека ќе имаме целосна инвазија, како што тоа го кажуваат самите муриканци. И сакам да ви покажам дека во Палестина и покрај тоа што наводно има примирие, моментално примирието се користи само како прикритие за да може да продолжат со геноцид. Значи, израелците ни по точка разно не престанаа да убиваат палестинци и без разлика на тоа што наводно постои некакво си примирие. Но за тоа повеќе во среда. Петок, Altco Investing дефинитивно потребни, каде што ќе разговараме како за институционални, така и за Alt-вести, што се случува во криптосекторот. Тоа е нормално најголем дел фундаменталната анализа на нашиот канал. Сабота имаме многу битен момент. Значи, уште еднаш да повториме, сабота сите генерали после војна се покануваат да дојдат на нашиот канал. Ќе биде соодветно доставен линк, како во дескрипцијата, така во текот на дебатата, во чат на самото видео. Сите оние кои што имаат соодветни анализи и издржани аргументи да ни се приклучат, да ги споредиме со нашите, да видиме затоа што гледаме дека сите знаат во коментари што сме направиле погрешно, нека дојдат слободно, поканете се сите овие што се нели пак ќе кажам генерали после војна, што сега знаат откако се е завршено како требало, да дојдат и да ни покажат што тоа ние погрешно сме направиле, еве и ние да научиме нешто. Значи јас ви кажувам, значи најконструктивно, оние кои што ќе доаѓаат со соодветни анализи и издржани аргументи, ќе ми биде апсолутно мило да разговарам, иако ние ги викаме во последниве 4 години, еве и сега откако наводно се е завршено, би сакал да слушнам нели мислење, да видиме што сме направиле погрешно, да научиме ние нешто за следниот циклус и нели да ја подобриме нашата работа, така да поканете се слободно, повелете. 20 декември, тоа е следната сабота, ве очекуваме на јавна дебата на нашиот канал. И следното специјално неделно видео е ISM Manufacturing Index PMI, кој што е практично поврзан со моменталниот циклус на биткоин. Ова е една интересна теорија која што ги поврзува manufacturing индексот и овдека ќе го ставиме исто така и индексот на така речено бакар против злато, веќе имаме направено соодветен чарт, но сакаме тоа дефинитивно солидно да го образложиме, зошто го правиме и како мислиме дека ќе ни помогне околу утврдување на позитивен врв и дно во еден циклус на биткоин и на алткоините нормално во иднина. Значи се што е, пак ќе кажам, научна анализа, било каков тип на индикатори кои што можеме да ги искористиме, ќе ги искористиме максимално, посебно оние кои што гледаме дека навистина вратуваат со плод, за да бидеме што подобри во техничка анализа, фундаментална анализа и да можеме по јасно да утврдиме каде се наоѓаме во еден циклус. Тоа е во однос со следната недела. А сега ќе почнеме со темата за која што треба да разговараме денес, а тоа е нормално ISO 20022 системот. Сега, пред да почнеме со оваа тема,
Накратко би сака само прво да објаснам од каде потекнува овој така речено стандард, зошто е толку битен и како се тоа е поврзано со криптовалутите моментално. Прва работа која што треба да разбереме за SWIFT, тоа е системот кој што постои пред ISO 20022, кој што го заменува уште постариот систем, така наречен Telex, како што може да забележите овде. Значи, од 1973 година е имплементиран овој посебен тип на формат за меѓусебно комуницирање на финансиските институции во светот. Така речено, SWIFT представува посебен тип на јазик, би рекол, или па, да речем, начин на комуникација помеѓу во оваа ситуација веќе неверојатни 11.000 финансиски институции со цел безгрижно да можат да комуницираат во однос на праќање на капитал. Што значи дека самиот SWIFT представува систем за комуникација помеѓу финансиските институции за безбедно да може да трансферираат капитал од една во друга. Проблемот е што во денешниот свет овој систем кој што е изграден во 1973 година се уште не е доволно надграден, односно моментално е екстремно застарен. Ова што може да видите овдека представува кодот, така наречен SWIFT. Претпоставам дека сте го слушале многу пати, тоа е кодот кој што го користите кога праќате одредена трансакција, да речеме. Ова е код кој што практично представува начин за праќање на трансакција од една банка во друга или од една институција финансиска во друга финансиска институција, каде што можеме да забележиме во овој така наречен код кој што е стандардизиран со ISO 3166 и сега овде има некој цртичка 1 алфа цртичка 2. Првите 4 се уствари банкарскиот код, вторите се кодот на државата, третите се локацијата, значи каде се наоѓа во државата, и четвртите се бренч, тоа е така речено огранок на самата банка. Значи, на овој начин ви имате на некој начин достава до одредена институција, од една во друга, одредена количина на капитал во однос на овие помирување кои што ги има помеѓу себе, праќање и примање на средства. Сега, овој застарен код е заменет со ISO 20022 официјално од крајот на ноември, тоест 25 ноември 2025 година. Ние за ова зборуваме долго време, значи погледнете и сами, ова е на нашиот канал, на темата ISO 20022. Пред 3 години за прв пат, ова не е ни за прв пат, ако мисля дека има и постаро видео, да е, ова е. Официјално ова е првото видео пред 3 години, каде што како посебна категорија ги обработивме ISO 20022 коините кои што ги имаме во нашето портфолио, не за џабе. Потоа може да видите дека од прилика на година денес сме имале постојано нови апдејти околу сето ова, еве повторно пред 2 години, повторно пред 1 година и денес ова видео каде што разговараме, каде што веќе и самиот ISO 20022 е веќе имплементиран. Сега, во однос со тоа како изгледа, можеме да видиме дека начинот на праќање од една до друга институција не е многу различен. Значи може да забележиме дека повторно станува збор за оној кој што го праќа ова, од банката која што го праќа, преку во оваа ситуација, нели, оние би рекол институции за помирување, каде што поминуваат овие пораки на SWIFT, до практично банката на оној кој што го прима ова како трансакција и обратно потврда дека тоа се случило, каде што можеме да видиме дека и во ISO 20022 имаме оприлика сличен момент. Со тоа што можеме да видиме дека има некоја разлика во однос на средишниот дел, оние институции кои што ги прават помирувањата. Сега нема да налагуваме во тој дел, нас тоа многу не интересира. Главната разлика, првенствено, во однос на овие два стандарди, првиот е SWIFT, кој што постоеше официјално до 25 ноември 2025 година, кој што моментално можеме да видиме дека е практично заменет со ISO. Разликата е во тоа што од, да речем, корисникот до банката се користи овој SWIFT код, но проблемот е што откако банката ќе го прими ова, со цел да го достави до различни, како што може да забележите, тоа се, би рекол, сервиси на различни сектори или држави, кои што ги, на некој начин, процесираат овие трансакции, кои што имаат своји формати. Што значи дека овој SWIFT формат потоа треба биде соодветно, би рекол, прилагоден на секој од овие различни системи, како што можеме да видиме овде. Значи, тоа се системите кои што се дел за Европа, Англија, Хонг Конг, нормално Кина во оваа ситуација, Америка, Канада,
Австралија, Русија, секој од нив имаат сопствен систем и одека можеме да видиме дека секој од овие системи мора да има сопствено прилагодување пред овие пораки од SWIFT да бидат примени од нивните банки. За разлика од тоа, со ISO 20022 се унифицира целиот овој систем да биде еден единствен код и сите овие засебни, да речам, служби кои што постојат во секој од овие платежни системи, да го користат истиот. Значи нема веќе посебни засебни кодови кои што они ги користат, туку ќе има еден стандард со еден унифициран формат за тоа како ќе се праќаат овие трансакции. Кога станува збор за содржината? Клучната разлика која што може да забележиме од стариот MT формат, кој што е користен од SWIFT, и новиот MX формат, кој што е користен со новиот стандард, е дека имаме многу поголема количина на податоци кои што може да бидат ставени во една ваква порака. Првата, како што може да видиме, е едноставна и на некој начин доста проста, додека втората можеме да забележиме дека содржи многу повеќе информации. Сега, во однос на имплементирањето, како што веќе кажавме, истиот е имплементиран во ноември 2025 година официјално, што значи дека старите MT пораки после ноември 2025 година веќе не функционираат. Што значи, за вие да може да бидете дел од модерниот или би рекол глобален финансиски систем, каде што мора да бидете способни да функционирате со овие нови пораки, вие мора до сега да сте го имплементирале овој стандард. Зборувам за апсолутно сите финансиски субјекти. Со тоа што официјално можеме да забележиме дека се е завршено во однос на имплементацијата и од ноември 2026 година секоја од банките, секој од овие засебни сектори, секој од овие институции мора да ги применуваат овие кодови, овие нови типови на пораки. Со тоа што гледаме дека некои од овие субјекти многу порано го направиле. Тоа, например, Еврозоната, уште во март 2023, Мала Британија, јуни 2023, Мурика дури сега во јули 2025 година и така натаму. Значи гледаме дека има доста различни, да речем, сектори кои што тоа во различен период го направиле. Сега разликата, како што веќе рековме, погледнете и сами, значи првенствено може да забележите дека во форматот кој што е стар, оној MT формат, може да ставите само најосновни податоци, додека вели моментално со новиот формат може да додавате дополнителни информации како што се број на инвојс, број на ентитет кој што го праќа ова, да речем нели праќач кој е правно лице или приватно, потоа соодветни кодови кои што се нели конкретно околу која е причината зашто е пратено и така натаму, нешто невозможно со досегашниот систем, така. Дополнително вели, моментално ваквиот тип на формати кој ќе биде унифициран ќе дозволи едноставно да имаме многу побрз начин на работа и интероперабилноста да биде многу поголема. Односно за разлика од претходно, каде што морало секој од овие кодови да биде прилагоден на различните системи за плаќање во секој од овие сектори, сега имаме ситуација во која што сите се исти. Автоматски имаме ситуација во која што многу полесно може да ги препознаваат овие така наречени пораки или јазик за комуникација помеѓу институциите. Исто така да не забораваме дека дополнително било каков тип на измама, било каков тип на, да речем, применети нови законски норми, сето тоа ќе биде многу полесно да биде имплементирано и контролирано кога имате првенствено унифициран јазик, кој што е на сите јасен, без разлика во кој сектор праќате нешто, а второ, кога имате многу повеќе информации за праќачот и примачот, како што рековме, дали е тоа инвојс, дали е кој е ентитетот, која е целта на праќање, значи сето тоа помага да имаме многу повеќе информации при потенцијално откривање на перење на пари или измама и така натаму. Со тоа што уште една интересна работа која што мора да забележиме е дека иако целосно е применен од ноември 2025 година, има дополнителен датум до 2026 година за целосно кодифицирање на оние така наречени хибридни адресни формати. Односно, секој од овие системи понатаму има дополнителни, да речем, разлики, кои што се на некој начин соодветни за секој од овие засебни системи или сектори или држави, како сакате. Вели, до ноември 2026 година сето тоа треба да биде елиминирано и треба да биде воспоставен унифициран код за тоа како треба да изгледаат сите овие формати. Значи, нема веќе што сакате, се знае како треба да изгледа и тоа е тоа. Во спротивно, значи баш читав кои се последиците, доколку пораката поради било која причина фали било кој од овие соодветни податоци кои се потребни, дефинитивно ќе има нормално одложување на праќањето и тоа некогаш дури со недели, со месеци, додека не се утврди што фали и додека не
биде поправено од институцијата која ги праќа овие средства. Као што може да забележиме до 2025 ноември, значи секој од овие сектори мора да биде целосно имплементиран и да ги применува овие нови MX пораки, што значи дека тоа настапи во ноември 2025 година. И сега многу битно, зошто е ова толку битно за криптосекторот? Тоа што нас многу ни е битно. Значи, во овој дел би сакам да расчистиме околу делот дали навистина постои некаков бенефит за криптосекторот или не, иако јас многу пати до сега сум кажал дека тоа е така, овој пат најдовме соодветна информација која што ќе го докаже тоа. Значи, прво, како што може да видите, запрашавме што би кажал АИ околу целата оваа ситуација. Знаете дека може да има многу повеќе информации од било кој од нас поединечно. Вели, може да погледнеме дека уште самиот АИ одговара дека моментално криптосекторот, односно посебно некои валути, како што веќе кажавме, почнувајќи од XRP, XLM, тоа се Ripple XRP и Stellar XLM, Lumen валутите, вели, имаат во оваа ситуација соодветна колаборација каде што истите се компатабилни со овој систем. Сега ќе објасниме детално како тоа изгледа. Односно ќе објасниме како изгледа компатабилноста помеѓу овие типови на проекти и самиот ISO 20022. За да нема неразбирање, дефинитивно ќе го разграничиме сето тоа и ќе покажеме и на самата страна на ISO 20022 како они го толкуваат овој дел. Односно, во однос на вештачка интелигенција, како одговор, вели, ќе добиеме интероперабилност. Односно, како што може да видите и самите, преку овој нов формат кој што ги препознава криптовалутите, а тоа ќе го потврдиме и на самата страна на ISO 20022, добивате така наречена интероперабилност, каде што ќе имате мост помеѓу традиционалните финансии и крипто секторот. Преку овие валути, кои што ќе ги наведеме малку подоста, вика интеграција и адаптација, уште еднаш, со така наречено криптопроектите кои што ќе бидат адаптирани од овој систем, ќе покажеме како подоста, практично ќе имаат, како што можеме да видиме, директен пристап до моменталниот банкарски систем и овој структуриран, така речено, систем на плаќање помеѓу овие институции од финансиски аспект. И нормално, дополнително ќе добијат адаптација од големите играчи поради compliance boost, односно ваквата компатабилност, каде што истите учествуваат во овој ISO 20022, ги исполнуваат стандардите кои што ISO 20022 ги наметнува, прави така речено истите да бидат, нели, дел од оние, да речем, компании или финансиски институции кои што ги почитуваат правилата за спречување на перење на пари, спречување travel rule, да се потсетиме многу битното, нели, ограничување на секој човек. Значи, сите оние права кои што моментално постојат за спречување на криминал. Значи, пак ќе напоменам, главната идеја е мост помеѓу традиционални финансии и криптосектор кои што го возможуваат овие валути. Значи, моментално истите се во преден план кога станува збор за нив, овие 7-8 валути кои што постојат, кои што се компатибилни со стандардот и оние кои што не постојат. Ние многу пати сме го кажале тоа, значи фактот дека еден ден ќе треба големите институции да одлучат кој блокчейн ќе го користат, нормално дека многу е поголема веројатноста да земат било кој од овие проекти, затоа што веќе се компатибилни првенствено со главниот меседжинг систем за финансиските институции, а второ, како што може да видите, значи ваквата компатибилност носи и дополнителни, како што рековме, карактеристики, дека истите се на некој начин далеко од криминал, практично. Сега, ова што може да го погледнете овдека е уствари ISO 20022 страната, каде што ова се така наречено чести поставени прашања и во долниот дел, како што може да забележите овде, имаме јасен дел за криптовалутите. Вели, моментално со овој стандард не може да очекуваме дека самите коини, односно токени, ќе бидат компатибилни. Зошто? Затоа што постои начин на кој што секојдневните валути како евро, долар и така натаму се на некој начин заверени, така имаат своји кодови и се дел од самиот ISO 20022 систем. Но, големо но, тоа не значи дека истите не се компатибилни на овој систем. Вели, да, криптовалутите и така речено податоците за криптовалути, ова е многу битен дел. Тоа значи дека блоковите кои што се запишени на еден блокчейн можат да бидат испраќани, погледнете го ова, преку ISO 20022. Автоматски овој стандард ги препознава форматите на блокчейн, како што е самиот блокчейн. Значи, оние формати за блокови, така.
програмскиот јазик би рекол во оваа ситуација. Но единствена разлика е тоа што се уште не може да ги верификува, да ги валидира. Ова се очекува да биде отстрането наскоро со нов апдейт на самиот ISO 20022. Што значи дека матичната работа која што може да забележиме дека иако токените и коините не можат да бидат запишани како посебни валути се уште, потоците кои што потекнуваат од еден блокчейн се регистрирани и овој тип на така речено систем за праќање на пораки ги препознава. Се уште поинтересен дел, вели, да, постојат криптовалути кои што моментално се регистрирани во оваа ситуација, компании на криптовалути кои што моментално се регистрирани. Вели, битно е да се спомне дека преносиците за криптовалути и payment процесорите кои што ќе го имплементираат ISO 20022 вика ќе имаат само секунда for their internal process interaction with directional systems such as banks to значи погледнете го ова. Значи ваквите менувачници или компании кои што имаат своји блокчейн или криптовалути кои што ќе го имплементираат ISO 20022 ќе можат да погледнете го ова сега. Да имплементираат интероперабилност и компатабилност со моменталните финансиски инфраструктури. Што значи дека во оваа ситуација ќе може да се имплементираат плаќање, односно праќање на криптовалути преку ISO 20022. Значи, како што може да забележиме, оваа информација доаѓа директно од нивната страна, ова не е некоја публикација на некоја си, не знам, страна, туку е буквално на нивната страна директно на самиот стандард. Дополнително, како што веќе кажавме, да, постојат криптовалути кои што моментално се компатибилни со овој стандард. Не самата криптовалута, како што кажаме, туку компанијата ги исполнува барањето за да биде дел од ISO 20022. Како што веќе кажаме, ова е една од поновите публикации кои што ги опфаќа сите. Април 2025 година најдов две за да бидеме сигурни кои се моментално најновите. XRP, XLM, тоа се Ripple и Stellar. Cardano, верувале или не, официјално е дел од овој стандард. Quant, Algorand, Hedera, IOTA и XDC. Сите овие валути моментално ги имаме во нашето портфолио, некој во поголема, некој во помала количина. Главната причина е токму ова. Фактот дека моментот кога ќе биде имплементиран овој стандард, они ќе имаат практично отворена врата до институциите. Дали ќе биде искористена и дали институциите ќе ги користат, останува да видиме. Но една работа која што е сигурна дека ќе има многу побрз пристап и многу поголема веројатност дека ќе имаат пристап до финансиските институции, затоа што се компатабилни со овој стандард. Втората колумна ни доаѓа директно од Tangem, 3 септември 2025 година. Ова се двете најнови кои што сме да ги најдем. Повторно не верувам дека Tangem би лажел кои се моментално компатабилни и како што може да видите, истото доаѓа од вештачка интелигенција. Значи и они на некој начин ја користат вештачката интелигенција да потврдат некои работи. Повторно Ripple, Stellar, Cardano, Hedera, IOTA, XDC, Algorand, Quant и овде ќе има уште една XVG, Verge. Ова го немаме, но може да видиме дека потенцијално и ова е компанија која што е компатабилна со ISO 20022 стандардот. Со тоа што дополнително уште една многу битна работа која што мораме да ја забележиме е дека Ripple и Stellar моментално се дел од така наречениот Standards Body на ISO 20022. Значи, они практично делуваат директно во ова тело. Ова не се само компании кои што се компатибилни со стандардот, па може да бидат приклучени кон овој систем и може да функционираат на него. Туку погледнете. Во оваа ситуација, велем, во однос на начинот на кој што истите функционираат, значи истите се дел од ова тело и помагаат во вториот дел. Значи, кога разговараме за различните тела кои што моментално постојат во ISO 20022, значи во оваа ситуација Standards Evaluation Group или тоа е Standards Body, вели оваа група моментално погледнете, ги разгледува и одобрува новите барања и нормално правила кои што ќе бидат дел од во оваа ситуација ISO 20022 стандард. Значи дека овие две компании се директно дел од организацијата која што утврдува кои се новите правила и како ќе изгледа самиот стандард во иднина ISO 20022. Значи ова не е случајно. Вие да имате две компании кои што се DLT, значи тип на компании, нормално Ledger, кои што се дел од ова што моментално го гледаме.
И дека ова е многу битно како категорија, како група, јас би напоменал, како што веќе кажавме, значи ние уште во 2023 година ги обработувавме како група, така. Како што може да забележите овдека, значи ние имаме посебна група, така наречена ISO 20022 компатибилни криптовалути. Зошто е толку битно? Затоа што овие криптовалути, како што можеме да видиме, се движат синхронизирано. Кога имаме исти вести за секторот, тоа е она што постојано го зборуваме. Крипто се движи во бранови, погледнете го ова. Во октомври 2024 година, иако имавме големо придвижување на целиот пазар, исклучиво можеме да забележиме дека ISO 20022 коините се движа синхронизирано. Можеме да ги забележиме сите коини, кои што веќе ги спомнавме, и можеме јасно да видиме како истите ескалира заедно во нивното движење нагоре, со тоа што октомври 2024 година беше голем месец за ISO 20022. Можеме да видиме најразлични имплементации, најразлични конференции, можеме да видиме дека дури Fedwire на Мурика, тоа е нели големата служба за плаќање, така речено систем кој што е поврзан со глобалниот финансиски систем, почнува да тестира нормално приклучување на ISO 20022. Значи погледнете, имаме многу различни, така речено, случувања кои што почнуваат токму во октомври 2024 година, што предизвикува целиот тој сектор во 2024 година да има екстремно голем напредок. Посебно како што може да видиме, овдека се издвојуваат XRP, XLM и XDC. Како што може да забележиме, и жолтата боја, тоа е и H-bar нормално. Тоа се четирите кои што има екстремно голем скок, и јасно може да видиме дека се едни од најпрофитабилните коини во нашето портфолио. И, како што веќе кажавме за самиот крај, што ќе се случува со SWIFT е многу битно. Значи, тоа е едно прашање кој што ни го поставија. Значи, можеме да забележиме дека SWIFT ќе продолжи да постои и откако ќе запре, така речено, неговото користење на оној MT, така речено, модел на пораки. Вели, истиот ќе продолжи да постои и понатаму. Ние тоа го најавме официјално и на нивната страна. Значи, овдека може да забележиме на swift.com. Вели, што ќе се случува после 2025 година, SWIFT ќе продолжи да постои како систем кој што ќе продолжи да помага во имплементацијата на ISO 20022. Што значи дека MT самиот по себе нема да постои, тоа може да го забележиме и овде. Значи, вели, било каква трансакција која што ќе биде пратена со стариот формат, само да ви караме се точно спомнато, кој сажа беше овде. Да. Значи, било која формација со стариот формат ќе биде, ево, овде запишано, ќе биде отфрлена. Што значи дека нема да биде препознаено од новиот систем, автоматски SWIFT практично станува нем гледач. Истиот ќе биде дел од она структура, да речем, на администрација која што ќе помага во имплементирањето на ISO 20022. Што значи дека после ноември SWIFT е, така речено, постои како тело кое што ќе се грижи за имплементацијата на ISO 20022. Тоа е околу тоа идва прашањето. И само уште една интересна работа, ја не верувам дека ова е случајно, дека Ripple доби, се уште не е фул лиценца, но одобрување дека ќе му биде издадена лиценца за да направи национална банка. Ова верувам дека не е случајно, дека токму сега, на крајот на оваа година, само неколку недели после имплементирањето на ISO 20022, Ripple доби лиценца да стане банка. Што значи дека во оваа ситуација они нема да бидат интероперабилност за нечија друга банка, туку они ќе може директно како банка, која што е дел од овој нов систем ISO 20022, Ripple кој што е дел од телото на ISO 20022 и XRP кој што е компатабилен затоа што компанијата е, нели, компатабилна со овој стандард, што значи дека овој коин може да биде користен во, така речено, комплементарно на самиот финансиски систем. Ова не верувам дека е случајно. Нормално дека овие големи корпорации како Ripple нема да испадат и да ни кажат што планираат да прават. Очигледно тоа го прават во тајност, без разлика дали нас се допаѓа, без разлика дали ние го гледаме или не. Но овие работи кои што моментално ги следиме, посебно за овој сектор, верувам дека ќе направат големи промени во нашето портфолио во иднина, затоа Ripple и понатаму останува голем дел од нашето портфолио. До сега не сме сгрешиле, верувам дека тоа ќе биде така и во иднина. Да не забораваме дека голема количина од нашето портфолио е и во H-bar, да не забораваме дека исто така има големи количини во IOTA Algo, нешто малку помали во Quant и во XDC и исто така нормално Cardano кој што се наоѓа на второто место во нашето портфолио, а сите се ISO 20022 компатабилни. Јас не верувам дека ова е случајно. И за крај, како и секогаш,
Прво сакам да се заблагодарам сите оние кои се дел од нашата заедница. Значи знаете дека нашата едукација е поврзана со Patreon заедницата. Значи ова е место каде што голем дел од нашите членови членуваат. Првенствено со цел да ни помогнат да продолжиме да го работиме ова со уште поголемо темпо, како што може да забележите овие мали членарини и помагаат да можеме да ја надградиме работата на нашиот канал. Гледате дека работиме непрестано. Дополнително имате 7 дена бесплатно да видите како е да се биде дел од нашата заедница, а линк до Patreon заедницата може да најдете во секој од нашите видеа во дескрипција. Како привилегија на оние кои се дел од нашата Patreon заедница, може да забележите дека имате пристап до нашите групи. Тоа се различни групи каде што секој од нашата заедница помага со своји информации, своја едукација со цел да како заедница успееме во овој сектор. Значи дека тоа е една од главните сили кои што моментално имаме на нашата заедница. Дополнително имате директни пораки до нас кои што ги одговараме еднаш дневно. Има лайвстрим кој што го организираме само за нашата Patreon заедница. Тоа беше последната недела. Може да го погледнете на нашиот канал, веќе е јавно објавен. И секој од овие материјали, како што моментално е ова видео кој што го снимаме, прво е доставено до нашата заедница на Patreon, а потоа и јавно на нашиот YouTube канал. И за крај, за оние кои што потенцијално сакаат да уплатат на годишно ниво, тоа може да го направат со инструкциите на овој слайд. Значи само пратете ни мејл на cryptogamidji@gmail.com, кажете ни која валута ви одговара, ќе ви пратиме адреса и по уплатата ќе ви дадеме линк до членарина, тоест до членство на нашиот канал. Благодарам на сите оние кои што не поддржуваат, се надам дека ќе продолжите и понатаму. Работиме на едукација на македонскиот народ без разлика на се. Се гледаме во следното видео. Поздрав од Crypto Gamidji. Listen up, class is in session tonight. Crypto Gamidji here to guide you right. Not about the hype or the FOMO rush. It's about the research, no need to crush. Do your own research first. Read the white paper, understand the verse. Blockchain technology, decentralized and true. Not just speculation, knowledge carries you through. Crypto Gamidji teaching you the way. By the dip, but never all in one day. ACA your strategy, patience is the key. Crypto Gamidji setting knowledge free. Crypto Gamidji teaching you the way. By the dip, but never all in one day. ACA your strategy, patience is the key. Crypto Gamidji setting knowledge free. Check the market cap, not just the price tag. Utility matters more than social media brag. Cold wallet storage keeps your assets secure. Never share your seed phrase, that's the cure. Bear market lessons teach you how to hold. Bull market temptations make you sell too bold. Position sizing, risk management and tight. Crypto Gamidji keeps you trading right. From Bitcoin's genesis to altcoin seas, proof of work to proof of stake with ease. Layer 1 foundations, layer 2 scales high. Smart contracts executing, reaching for the sky. Crypto Gamidji, your educational guide through the volatility.